Она што е важно дека во нашата земја, на европскиот пат на кој оваа влада ја држи земјата, растат платите и пензиите и во услови на најголема криза. Горд сум на сработеното, но она што го направивме заедно со министрите во овие изминати години на криза, прво ковид, енергетска криза, економска криза, и сите тие треба да бидат горди на се она што го направивме од аспект на економските резултати. А ќе набројам само неколку од нив. Просечната пензија е покачена на околу 20.000 денари, што е зголемување за 100 евра во однос на она што беше во 2016 година. Минималната пензија денес е 13.200 денари, а во 2016 година беше 9.000 денари. Покачувањето е 4.000 денари. Просечната плата во септември оваа година е 37.800 денари, скоро 38.000 денари, или 614 евра. Тоа значи покачување за 250 евра во однос на она што беше во 2016 година, кога изнесувала нешто над 22.000 денари. Во тоа време просечната плата била колку што е сега минималната плата во државата. Во државата денес имаме највисока минимална плата, која што е 20.175 денари, а во март ќе изнесува 22.500 денари. Ако во 2016 беа потребни 4,5 минимални плати за една потрошувачка кошничка, денес се потребни 2 минимални плати за една потрошувачка кошничка на просечно македонско семејство. До 2016 година. Во нашата држава, за целиот мандат на претходните сите влади, во државата имаше инсталирано 16 мегавати обновливи извори на енергија од соларни централи. 16 мегавати. Но затоа, од првиот ден на владата која ја предводам, од јануари 2022 година до денес, издадени се 600 лиценци за централи за обновливи извори на енергија, со што денес имаме инсталиран капацитет од 600 мегавати обновливи извори на енергија, што е капацитет поголем од целиот капацитет на РЕК Битола. Ова постигнување го признаваат и во Светска банка, и во Европска банка. Само има неколку скептици во Македонија кои што не го признаваат, ама го пречутуваат, бидејќи не може да го негираат. Но факт е дека благодарение на тие 600 мегавати обновливи извори на енергија, денес се снабдуваат со чиста енергија 166.000 домаќинства во државата. И исто така поради ова, и поради оваа политика која ја направивме и ја спроведовме, овозможивме враќање на ефтината тарифа на електрична енергија од 13 до 15 часот. Со тоа 1000 денари месечно заштедуваат домаќинствата. Како што се движиме кон остварување на нашата стратешка цел, важно е да се препознаат придобивките кои ќе ги добиеме од членството во Европската Унија. Важно е вие да разберете, да знаете за тоа кои се можностите кои што ќе ги добиеме, на кој начин квалитетот на нашите животи ќе биде подобран. Членството ќе не воведе во една нова ера, исполнета со соработка, иновации, одржливи практики, потикнувајќи изградба на силна и меѓусебно поврзана енергетска инфраструктура, отпорна на шокови, стабилна во испораката на електричната енергија во нашите домови, но енергетски сигурни, не енергетски зависни. ЕУ ќе значи енергетски безбедна иднина, која ќе биде изградена во здрава животна средина. Пред само неколку недели ЕУ излезе со својот финансиски влог за Западен Балкан, со кој на нашата држава и се даде можност да ги искористи придобивките уште пред да станеме полноправни членки. Станува збор за планот за раст на Западен Балкан, со кој 6 милиарди евра се наменети за земјите од регионот. Од овие пари на нашата земја и се достапни околу 850 милиони евра. Овие пари дел ќе се насочат кон правична енергетска транзиција, трансформација и зелена транзиција на целиот овој сектор. Ние, како што кажа премиерот, веќе сме лидери на целиот Балкан со инсталирани преку 600 мегавати соларни електрани и приклучени на мрежа кои веќе произведуваат струја. И ако оваа бројка некој ја кажеше само во 2019 година, кога имавме само 17 мегавати, сигурно ќе беше осуден дека не ја зборува вистината
и дека креира лажен пиар со преоптимистички бројки. Но тоа е реалноста. На официјалната веб страна на Европска унија пишува: после Втората светска војна од 1945 до 1959 година Европа имаше многу предизвици. Како да гради мир и да создаде нова перспектива. Ние денес знаеме како Европа го гради мирот и каде Европа на светската економија. Знаеме уште колку предизвици има Европска унија, но тоа што е клучно ни сите предизвици, тој проект обстанува. Тој проект е што дава надеж на младите генерации. Не само кај нас, младите и во самата Европа се движат, одат кон местата каде што им нудат поповолни работни места, поубав живот. Европа де факто значи тие вредности да ги имаме тука кај нас, како што впрочем и ние ги создаваме меѓу нас. Што се случува на 5. мај 1949 година, кога се создаде Советот на Европа, каде што ние сега ги имаме сите овие преговори, разговори, сигурно вице-премиерот ќе каже повише детали. На 9. мај, значи што е Ден на Европа 1950, се носи одлука за политичка соработка на земите и народите на Европска унија што меѓу себе војува. За на 18. април наредната година се создаде енергетската заедница. Значи тоа е првата официјална организација на Европска унија, тоа е создавање на енергетска заедница за јаглен и за челик. И понатаму ја знаете историјата и како Европа се проширува и каде сме ние. Почитувани граѓани, значи Европска унија денес има многу поразвиена економија и животен стандард. Ние сме на скоро половина од тоа, измеѓу 1/3 и половина, цел регион. За да ние достигнеме нивото на Европска унија, постојано имаме поддршка од Европска унија во форма на ИПА фондови, во форма на разни инвестициски проекти, кои впрочем, само да споделам со вас една бројка, од нашата независност до денес 3 милиарди евра се доделени пари од Европска унија за нас. Тоа се грант пари што се доделени за нас во форма на проекти. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Priorität im deutschen. Борбата против климатските промени е приоритет на германската надворешна политика. За таа цел, сојузната влада пред неколку дена донесе собствена стратегија за климатска надворешна политика за првпат во историјата на Сојузната република. Убедени сме дека светот на нафтата и јагленот е светот вчера. Потребна ни е јасна корекција на курсот за да го запреме глобалното затоплување на 1,5 степени, а за да го направиме тоа, мора да ја удвоиме енергетската ефикасност од 2030 година и тројно да го зголемиме производството на енергија од обновливи извори. Постепеното исфрлање на јагленот представува многу голем предизвик и тоа треба да се прави чекор по чекор. Тоа е прескапо и тоа не можеме да се дозволиме да остане вака како што е, но знаеме дека климатските штети предизвикуваат огромни штети, вклучително и финансиски. Ние во Германија сакаме се прецизно да пресметаме и можеме да кажеме дека само во периодот од 2000 до 2021 година климатските штети предизвикаат трошоци во висина од 245 милиарди евра. И ова е само материјална штета.